Членовите и раководството на Аикидо клубот Нико од Кочани не се откажуваат од намерата да продолжат со работи и тренинзи, без оглед што се соочија со затворање на вратите на спортската сала во основното училиште Никола Карев. Таков став изнесоа на договорниот состанок, што токму на 8 септември напладне се одржа во дворот на училиштето, а на кој се собраа само иницијативно, за како што рекоа да го разгледаат проблемот кој може да го згасне клубот. Граѓаните кои повеќе од една година тренираат аикидо или посетуваат часови по кардиофитнес, сметаат оти некој со за нив непозната намера им го наметнал проблемот, па освен тие и најмладите членови на клубот се оставени на улица. Јас сметам дека би требало да се најде некој решение, затоа што дечињата не смееме да ги оставиме на цедило. Млади деца тек почнуваат афирмација, имат добра со тренерот, благодарение на тренерот. Така да сметам дека треба да се најде некое решение. Мислам дека не е фер, особено за спорт, што го нема у Кочани и со големи број членови. Мислам дека у интерес на граѓаните, нели, салата е правена за користење од страна на граѓаните. Така да мислам, децата еве сите и мојата ќерка е многу разочарана. Во официјалното писмено известување што на последниот тренинг во петокот стигнало до раководството на Аикидо клубот, било побарано од почетокот на оваа недела да ги соберат реквизитите и да ги ослободат термините за вежбање. Салата ќе се користела за потребите на други колективни клубови што наскоро ќе се формирале. Во Нико реагираат што наместо продолжување на договорот за користење на салата добиле шут карта, со која сега се најдоа на улица. Очекуваат првиот човек на општината да помогне во решавањето на проблемот, а нанесената неправда ќе ја тераат и на суд. Ние ќе поведеме судската постапка и ќе тераме до крај. Сега ќе добиеме и оштета ќе бараме како и нашите членови. Меѓутоа проблемот е што нашите членови за тоа време дека трае рочиштево ќе бидат надвор. Ќе нема да вежбат, а греото затоа што Кочани почна да се враќаат луѓето по саливе. Се наполнија саливе, можете да видите од сите слики на Facebook и на секаде што се збори по градов. Има толку многу капацитет спортски во Кочани што е греото згаснува. Останаа деца на средина, значи на некои зелени појаси кои што за уште кратко време може да стигнат до црни. Гоцев смета дека неправедно е спортистите да останат на улица токму во моментот кога клубот започнал нормално да се развива и во него биле активни или се уште тренираат над 400 членови. Тој нема ништо против да се развиваат и други спортови во градот, за да можат младите да се активираат и да се отргнат од современите пороци. Отварат клубови, тоа е позитивно, за поздрав. Нека собираат деца, ама да не плукаме по старова, да не ги затвараме стариве, затоа што Кочани има капацитет спортски и да се здружиме и да продолжиме. Вака и тоа што го има, и тоа ќе замре. Во меѓувреме, луѓето од клубот успеале да го информираат градоначалникот Димитровски за состојбата во која се нашле, па дури неофицијално добиле и поддршка клубот да продолжи со работа во истата сала. Од Нико велат дека сега на потек е раководството на основното училиште Никола Карев, кое треба да го продолжи договорот за користење на салата со термини за нормално одржување на тренинзите.